На еден долг пат бил човекот со неговите деца, биле среќни и немаја никакви проблеми. После неколку минути ги застанал еден човек што сите го познаваме. Возачот го отворил прозорецот од неговата кола и прашал: "Кој си ти? И зошто ме застана?" И човекот, сите што го познаваме, му одговори: "Јас сум долар, јас сум пари. Земи ме со тебе, ти требам на овој пат." Возачот видел во колата и рекол: "Немат место за тебе. Јас никој не можам да го земам, иако сакам." Така одговорил доларот: "Тоа дете што седи до кај тебе, стави го назад кај другите деца да седи. И остави ме мене да седам до тебе. Немој да заборавиш, за сите му требат пари." Така возачот му рекол на неговото дете: "Слези и качи се назад." Така шоферот продолжи понатаму да вози и после неколку минути ги застанал и друг човек. Така шоферот прашал: "Кој си ти? И зошто ме застана?" Така одговорил човекот што сите го познаваме: "Јас сум ојро, јас сум пари. И јас вредам повеќе од него. Земи ме мене, ти требам на овој пат." Така одговорил шоферот: "Немам место. До мене е долар, а позади мене се моите деца." Така одговори еврото: "Стави ги твоите деца во багажот и доларот нека седни назад и остави ме мене да седам до тебе. Ке ти требам, ке видиш." И тоа се сторе што посакувал еврото. Така продолжил шоферот понатаму. И после неколку минути го застанал и друг човек што сите го познаваме. Шоферот прашал: "Кој си ти? И зошто ме застана?" "Јас сум дуња, јас сум свето. Јас сум се што ти требам. Јас сум пари, долар, евро, фунт, царство, жени. Јас се имам што тебе ти треба. Остави ги твоите деца на улица. Оти децата ќе бидат една пречка за овој пат. И дали долар или ојро ќе останат, не ме интересират." Така шоферот се ги оставил неговите деца на улица и бил многу среќен. Се имал до него: дуња, долар, ојро, све за еден човек што посакува. Уште што да добива? И после неколку секунди го застанал уште еден човек што сите го познаваме. Шоферот го прашал: "Кој си ти? И зошто ме застана?" Така човекот одговорил: "Јас сум Ислам. Јас сум твојот спас. Земи ме со тебе. Ке ти требам, брат мој. Само 5 работи треба да ги направиш. Ко прво, кажи шахада: Ашхаду ан ла илаха илла Аллах ва ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах. Ко второ, да го клајнеш Аллах Азза ва Джалла 5 пати на ден. Ко трето, да постиш месец Рамадан. Ко четврто, да даваш закат. И ко петто, да извршиш хадж." Така шоферот рекол: Чекај, имаш ли долар за мене?" Ислам одговорил: "Јас немам за тебе долар." "Дали имаш ојро за мене?" прашал човекот. "Немам," одговорил Исламот. "Ти немаш ништо за мене, ни долар, ни ојро, ни царство, ни жени, ништо немаш за мене." Ислам одговори: "Дженнет имам за тебе." Шоферот одговори: "Тргни се од улицата, или ке те изгазам." Ислам рекол: "О мој брат, имај уште малце трпение и верувај ми, јас сум све што ти треба." Шоферот одговорил: "Не, јас имам веќе све што ми требат. Тргни се веќе од улицата." И кога Ислам го слушна сето тоа, се тргнал од улицата. Така шоферот, дуња, долар и ојро му се насмеиле на Ислам. Така шоферот продолжил да вози и наеднаш улицата заврши. Шоферот видел еден
кој стои пред неговата кола. И шоферот многу се уплашил. Така прашал: кој си ти? И каде е улицата? Така тој, што стоел пред неговата кола, рекол: Твојата улица е завршена. Јас сум Мелек Маут. Така шоферот рекол: све ќе ти дам, само остави ме да одам. А Мелек Маут одговорил: Не, само една работа сакам од тебе. И тоа е исламот. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون